Се наоѓаме на помошната авионска писта во местноста Аеродром на Пониква во близина на Кочани, во близина на викенд населбата Пониква. Ова место некогаш бил воен аеродром, односно помошна писта за слетување на воени авиони, која што исто така можеле да користат и спортски авиони. Долга е околу 700 метри, изградена е пред 50 години во времето на Југославија. Денес таа нема никаква функција за слетување и полетување на авиони, но истата представува голема опасност за локалното население, но и за многобројните гости кои што доаѓаат да го посетат овој наш убав планински бисер Пониква во близина на Кочани. Пред неколку месеци токму на ова место назад имавме трагична сообраќајна несреќа во која што животот го загуби една млада девојка, а две млади лица беа тешко повредени, бидејќи во доцните ноќни часови, враќајќи се од викенд на селбата кон градот, не забележале дека патот оди во десно и продолжиле право. На крајот на пистата излетале во провалијата која што е повеќе од 10 метри. Затоа, како Центар за управување со кризи, сакаме да укажеме на неколку слабости поврзани со ова место и истите да бидат отстранети во координација со сите надлежни министерства. На нас, како Центар за управување со кризи, најважна ни е безбедноста на граѓаните, најважен ни е животот и здравието на граѓаните. Ова место најпрво треба да биде означено со хоризонтална и вертикална сигнализација за луѓето кои ќе се враќаат од Пониква, особено оние кои што не го знаат ова подрачје, да знаат дека патот не продолжува право зад мене, туку истиот врти во десно со едностра кривина. Бидејќи на вистина е многу едноставно да се продолжи право, затоа што овде немаме никаков знак. Значи потребно да се стават соодветни знаци со кои што ќе се обележи ова место, но воедно на самиот пат, односно на местото каде што патот преминува во писта, треба да се стават оние бели линии кои што некои од нив дават звучни вибрации и истите ги предупредуваат возачите дека се случува нешто пред нив, односно дека се ближи крајот на патот, но и оние популарните така наречени лежички полицајци кои што на возачот ќе му укажат дека нешто има пред него и ќе го принудат да ја успори брзината. Воедно во разговор со местното население заклучивме дека со поставување на неколку бандери до ова место може да се донесе струја и истото да биде осветлено за да не ни се случи повторно ваков инцидент со трагични последици, бидејќи по разговор со градоначалникот на крајот на пистата е ставен неколку купишта земја како насип, но истите ако налета возило со поголема брзина нема да можат да го задржат, а од друга страна поројните дождови кои што ги има често во оваа планина полека ја ерозират земјата, ја носат земјата и за неколку месеци овие купишта земја кои што сега представуваат некаков браник на крајот на пистата ќе ги снема. Затоа како наредна мерка која што ќе ја предложиме е поставување на соодветен браник. Затоа стручни лица од соодветна област ќе одлучат дали тој да биде метален, бетонски, кои што ќе бидат на самиот крај на пистата и ќе спречуваат излетување на возила од оваа писта. Како Центар за управување со кризи ги разгледувавме надлежностите на соодветните институции. Ова е атипичен пример, бидејќи оваа писта порано била во надлежност на Југословенската народна армија. По некоја инерција веруваме денес дека Министерството за одбрана, односно армијата на Република Северна Македонија, има одредена надлежност во делот на пистата каде што таа го напушта патот, но воедно надлежност има и Министерството за транспорт и врски, каде што стручни лица ги изработуваат елаборатите за заштита и за безбедност на граѓаните во патниот сообраќај, но исто така спаѓа и во делокругот на МВР, бидејќи Министерството за внатрешни работи издава дозволи за сите овие сигнализации и сите оние други уреди кои што треба да бидат вградени на ова место. И на крај локалната самоуправа, градоначалникот со кој што наидовме на големо разбирање и веднаш по нашиот разговор беа засилени овие насипи за кои што, како што веќе реков, сепак не се доволни. Во оваа прилика апелирам до сите граѓани кои што не го знаат ова подрачје,
а кои што особено во ноќните часови доаѓаат во посета на Пониква, каде што има и неколку преубави ресторани и места за одмор, при враќање да бидат особено внимателни. Ова место се наоѓа многу блиску до самата викенд населба и воедно ги повикувам останатите граѓани во чија што близина има вакви опасни места или знаат за места кои што представуваат ризик и опасност за нивниот живот, за нивното здравје, истото да го пријават на телефонскиот број на Центарот за управување со кризи 195, а нашите стручни лица ќе видат во чија надлежност спаѓа и ќе направат една координација помеѓу сите овие министерства или други државни органи, и за да бидат отстранити ваквите опасности, за да ја зголемиме безбедноста на граѓаните. Како што веќе најави во неколку наврати, во тек се подготовки за длабока хируршка реформа на системот за управување со кризи. Ќе се формира една сосем нова институција која што ќе ги обединува двете постоечки институции, но која што ќе има прецизно утврдени надлежности, но ќе ги покрива и сите останати гранични случаи, како што е овој, каде што се испреплетуваат различни надлежности и токму поради тоа никој не презема акција, а тоа го загрозува животот на граѓаните. Како што реков, животот и здравјето на граѓаните за нас се на прво место. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Рековте дека ќе се формира една нова служба, конечно кои ќе бидат нејзините задачи и надлежности што ќе ги обавува? Основна работа е она што сега го работи Центарот за управување со кризи, тоа е процена на ризиците и опасностите. Ние однапред треба да знаеме каде може да се очекува одредена опасност, како што не треба многу знаење да се процени дека овде некој поднапиен возач кој што ќе се враќа околу 3 часот наутро може да излета на ова место. Воедно вториот момент е превенцијата, да се превенира секаде оному каде што можеме. Токму тоа е целта на денешната посета на ова место. Ние сакаме да превенираме во иднина да се случат трагични настани на ова место со поставување на соодветна хоризонтална и вертикална сигнализација, со поставување браник на крајот на патот, со поставување на соодветни уреди, оние конусни уреди кои што ќе ги насочуваат возилата во десно, каде што впрочем и продолжува патот. Понатаму треба да имаме систем за рано известување, односно тревожење на граѓаните, бидејќи на пример во одреден поголем земјотрес ние може да изгубиме мобилната мрежа, односно да снема електрична енергија и граѓаните да не знаат за одредена опасност, бидејќи немат струја, а со тоа значи дека немат мобилни телефони, немат телевизија, немат радио. Затоа оние популарно наречени свирени или сирени, познати меѓу граѓаните, кои што го алармират населението со соодветни знаци за опасност, треба да бидат ставени во функција, бидејќи за жал сега истите делумно постојат, но не се функционални. И на крај доаѓаат оние сега познати како сили за заштита и спасување, но тоа би бил еден посебен сектор во оваа установа, каде што би имало различни сили опремени за брза реакција. Доколку некој доживее сообраќајна несреќа на ова подрачје, треба за брзо време, најбрзо што може, овде да стигне медикоптер, истиот пациентот, односно повреденото лице да биде качено во тој медикоптер и да биде однесено во соодветна медицинска установа, но воедно на одредени места каде што патот не дозволува да се приде со возило, можеби ќе бидат употребени вештини на лицата со кои што имавме вежба пред неколку дена Мрежичко 2021, односно лица кои што имат специфични вештини за извлекување на лица од тешко пристапни или непристапни терени. Исто така се разгледува и можноста за подобра координација на противпожарните единици, бидејќи во овој момент координацијата поради децентрализацијата е отежната и кога е потребна итна реакција на противпожарните служби, понекогаш доаѓа до застој затоа што е потребно одобрение од градоначалниците, но сите овие работи ќе бидат надминати. Се разбира, еден од основните сектори кои што ќе го промовираме во следниот период е така наречениот сектор Е112, односно единствениот телефонски број за известување 112, бидејќи во иднина било кој граѓанин, доколку има било каква потреба од полиција, од
брза помош, од противпожарна единица или било каква друга опасна состојба за граѓанинот, ќе може да го сврти овој број 112, каде што нашите телефонски оператори, примателите на повик, кои што ќе бидат вработени во Центарот за управување со криза, тоа е сектор за кој што се надевам дека брзо ќе го стартуваме, затоа што се одолговлекува со години, сега забрзано работиме на него. Значи, со јавување на само еден телефонски број, соодветниот телефонски оператор кај повреденото лице или кај загрозеното лице може да испрати полиција и брза помош и противпожарна единица. Со еден повик ќе биде олеснето безбедноста на граѓаните, како и заштитата или спасувањето на нивните животи и здравје. И уште многу работи кои што не се погодни за ваква пресконференција, кои што во натамошните наши излагања како Центар за управување со кризи, каде што ќе имат можност да зборуват и врвните професионалци кои што таму ги затекнав, ќе бидат детално објаснети на македонските граѓани. Ви благодарам. Колку минути беше? Па некако